Бугарија нема да дозволи Македонија да стане член на Европската унија и на НАТО ако не го прифати ставот на Софија за историските прашања кои предизвикуваат контроверзи во двете држави. Откако бугарската министерка за надворешни работи Захариева рече дека ако нема договор за Гоце Делчев и за Илинденското восстание, Бугарија ќе се повлече од меѓудржавната комисија, министерот за одбрана Каракачанов веднаш со нова закана. Ако сакате да бидете дел од Европската унија, никој не ви брани да бидете македонци. Ако сакате да верувате во утопија дека Александар Македонски е ваш предок, тоа е ваша работа, но не можете да фалсификувате историјата. Од Грција, каде се распишани предвремени избори на 7 јули, фаворитот за иден премиер Мицотакис исто така се заканува дека ќе ја блокира македонската евроинтеграција, доколку некоја македонска влада направи каков било чекор кој не е по волја на Атина. И покрај договорите за добро соседство и пријателство, двете соседни земји членки на ЕУ се повеќе го засилуваат притисокот и бараат нови отстапки од македонска страна. А тоа се случува во момент кога и најмокните земји во унијата испраќаат пораки дека датумот за преговори најверојатно нема да го добиеме, но не толку заради внатрешните реформи во ЕУ, туку заради немањето реформи кај нас. Вие нели превзедовте еден кредит, тоа е сосема јасно, но тој кредит не е доволен за да на крајот нели се добие датум за почеток на преговорите. И јас уште еднаш ќе напоменам дека почетокот, датумот на преговори може би сега е претерана тема за поделби. Мислам дека поважно е прашањето за квалитетот на реформите кои што се прават, дали е постигнат напредок. Премиерот Заев во четврток се среќава со германската канцеларка Меркел во Берлин, каде ќе се обиде да ја убеди сепак да добиеме зелено светло за преговори од германскиот Бундестаг. Сепак, како што пренесе Süddeutsche Zeitung, Меркел ставила јасно до знаење дека одлука за датумот за преговори е можно да се донесе најрано во октомври, што пак од дел од пратениците во германскиот парламент беше протолкувано како свесно одложување на дебатата на оваа тема, се додека Нова демократија не дојде на власт во Грција, а таа потоа секако ќе ја блокира Македонија на патот кон ЕУ.